Аболицирани лица да не можат да се занимаваат со политика или друга јавна дејност и да се донесе законско решение за забрана на аболиција на лица кои веќе се занимавале со политика. Ваквиот предлог ВМРО ДПМН денеска го изнесе во контекст на последните случувања со одлуката на Уставниот суд околу аболицијата на Иванов. Уште во 2008 година и случајот Глобал се покажа дека правдата кај нас се изигрува преку несовесно давање на амнестија. Очекувам ова да биде прифатено и од страна на СДСМ и Зоран Заев. Наместо со замки и удбашки методи да прифатат принципи и вредности. Македонија не верува во амнести, Македонија верува во правда и принципи. Мора да создадеме систем кој независно ќе суди, ќе докажува криминал и ќе има одговорност за сите кои докажано се огрешиле кон законите и уставот. Според Мицкоски, Заев и СДСМ прават подготовка за некоја идна аболиција, која треба да се испорача од Пендаровски. Барањата на Мицкоски ВМРО ДПМН не се услов за поддршка на иницијативата на СДСМ за автентично толкување на членот 11а од Законот за помилување. Мицкоски рече дека е против аболиција и дека ВМРО ДПМН ќе поддржи секоја иницијатива која ќе значи крај на злоупотребата на помилувањето. Сепак, за разлика од него, опозицијата прво бара поддршка за нивната иницијатива, а потоа да се разговара за други предлози. Прво, Христијан Мицкоски треба да го поддржи автентичното толкување, да се затвори нелегалната амнестија на Ѓорги Иванов, па после можеме да зборуваме за други барања. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со граѓаните нема да дозволи попречување на правдата и обструкции на правниот систем. Мицкоски зад настаните во Уставниот суд гледа и страф на власта за поизборите, за да не се одложи изборното соочување. Тој ќе побара од пратениците на ВМРО ДПМН да поднесат и иницијатива за ратификација во собранието на протоколот за НАТО пред изборите, но со одложено дејство, односно распуштањето на парламентот да не биде пречка да се гласа за него.